Благодарам, подпредседателе. Да се вратиме од состојбите во општина Охрид на ситуацијата и на енергетиката и на реизборот на Марко Бислимовски и членовите на управниот одбор. Го гледам представникот од Министерство за економија тука. Би сакала, нема врска ова со ова предлозиве, но би сакала баш да ве прашам, Крешник Бектеши, знае ли дека сте тука, каде, зошто не се појави, да го прашаме, како беше кога гласавте, знаевте ли вие дека ја лаже цела влада, како тоа 91 точка поминале, не знам за колку, за 40 минути, мислам по минута и пол за закон. Тоа е, мислам дека најбрзо помината седница на влада во историјата. Дали Крешник Бектеши вас ве информирал во што се впуштате како влада, дали вие знаевте, дали алармиравте, дали му кажавте на оној кој што има улога да глуми премиер, а не е премиер, Димитар Ковачевски. Интересно ќе е да ни кажете, ако смеете, прашете го Крешник додека говорам јас, смеете или не смеете, затоа што се е важно. Се е важно. Во однос на точката на дневен ред дека Марко Бислимовски треба да го реизбереме како нели еден најдобар, го фалевте, јас морам да ве потсетам повторно дека кога го биравме, во законот стоеше и се уште стои дека не треба да е член на политичка партија, тој беше член, и председател на Комисијата за енергетика на Социјалдемократскиот сојуз. И тогаш го прекршивте законот. И сега не знам дали е член или не е член, но неговата работа укажува на тоа дека Марко Бислимовски со ништо не заслужи да добие повторен мандат. Еве, имаме тука зошто. Највисок износ од формирање до сега, значи покачување, зголемување за 11,5 милиони денари во однос на претходната 2022 година за електрична енергија. И повторно се остануваат оние расходи во регулаторната комисија, која што, например, 83 евра кафе на ден си уживаат вработените. Тоа дека е енергетска криза, дека е инфлација, тоа не ги тангира нив. 4700 евра месечно за авторски хонорари и консултантски услуги, па од тука ми е прашањето, ако толку голем стручњак е Марко Бислимовски, зошто му требале авторски хонорари и консултантски услуги, и ако нели имаме голем број на вработени во оваа комисија, зошто им требале такви консултантски услуги? 7 милиони денари зголемување за нови вработувања и надоместоци на плата во време на енергетска и економска криза. Има собствен сектор за информатички технологии, а секоја година плаќа 1.800.000 денари до 3.500.000 денари за надворешно одржување на софтвер и веб страни. Само да не е како оние софтверите кои што вчера ги кажа Веста на управата за матични книги, само таков софтвер да не е. Па личните податоци на граѓаните во Република Македонија да се продаваат во соседна држава, па тем да прашам, уапсен е тој? Уапсени се двајцата? Не се уапсени. Милиони податоци лични на граѓаните на Република Македонија се во соседна држава заради негрижа. Марко Бислимовски денеска ни предлага повторно Мерита Дема и замислете, чекале она да наполни, и демек ние нема да видиме дека она треба да наполни 10 години работа, ама законот е експлицитен. И повторно го кршат. Законот за Мерита Дема
за да им се одолжи на владата, затоа што не падна владата заради ДУИ, јасно ни е тоа на нас. И Мерита Дема, родена во 90-та година и вработена во 2013-та, воопшто нема 15 години работно искуство. Законот вели треба да има 15 години работно искуство, од кои што 10 години во делот на енергетиката. И таа, замислете, ќе одлучува за надлежностите кои што и како се големи на ова регулаторно тело. Сега да биде уште поголема иронијата, не треба само ДУИ да биде задоволен. Мора и Алијанса. За да не падне владата, сега го предлагаат извесен Фатон Хамбари, кој што е економист, а кој што во законот вели дека само еден треба да е во управниот одбор. Ама такво имало, такво се понудило, а овој не смее да одбие, оти ќе падне владата, нели? И играчки си играат со едно регулаторно тело, кое што е многу важно, не само во време на енергетска криза, туку генерално е важно, играчки си играат, комбинаторики си прават, за да не падне владата, па и овој Фатон Хамбари. И го гледам вака составот, бидејќи одредени лица многу милуваат да го гледаат, да ја гледаат правичната и соодветната застапеност. Ајде да ја видиме правичната и соодветната застапеност. 4 македонци, 3 албанци, роми, срби, власи нема. Значи имаме скоро 50% на застапеност на албанците во однос на македонците и она чудо наречено балансер ќе реагира за ова? Дали ќе реагира ова чудо од механизам невиден во свет, ќе реагираат на ова правична и соодветна застапеност? Значи, колеги, денешниот дневен ред е се само мерит систем и зајакнување на капацитетите на едно регулаторно тело кое што и текако влијае на животот и квалитетот на животот на граѓаните, е се само тоа не. Денешниот дневен ред и денешното изгласување на Марко Бислимовски, Мерита Дема ДУИ и Фатон Хамбари е само за да се задоволат апетитите на оние столбови кои што го одржуваат Ковачевски да се кажува премиер. Он де факто не е премиер, ама да се кажува дека е премиер. И ова ли се така наречени европски вредности? И пак ќе го спомнам балансерот и оној, заборавам му го името кој што го измисли тоа и постојано на телевизија го кажува дека е многу важно за да функционираме како мултиетничко општество. Не. Мерит системот е прва и основна работа во која што конечно после 30 години треба да сватиме дека мерит системот е тој кој што треба да одлучува за кадри и за капацитети кои што ќе ги пополнуваат не само овие регулаторни тела, туку и за сите останати. Што да кажам, Марко Бислимовски, мислам дека негова беше идејата, па прифатена од Социјалдемократскиот сојуз, да се пишува на сметките дека не знам колку посто субвенционирала владата, ама тоа и не е баш така, само еден пример ќе дадам, дека доколку, ако така беше субвенционирањето, 91,5% од 6200 денари потрошувачот требаше да плати само 527 денари. Ама тоа не ја интересира оваа влада. Оваа влада ја интересира само купи ден продај, да остане што е можно повеќе на власт и да се докраде и она малку што остана за крадење. Нормално, ние ќе гласаме против ова, но за вас тоа воопшто не ве ни тангира. Јасно ни е. Благодарам.